без Бога. Душава Господова ја заборава мислејќи на Твојата љубов и како да ја земам. Без живот, бидејќи душата не е во него, и ако не сум мртов, тоа е затоа што вербата во Тебе не смеам да ја губам. О прекрасни очи, погледнете ме и вратете ме кон неа, кон себе, кон личноста, кон животот, кон Бога. Прилеп, градот на јунаците и Боздоган меѓу градовите, има уметничка душа. Галантен, непосреден и духовит, со табиет како на нашиот гостин и домакин. Марин Бабиќ, внук на Крсте Гермов, прочуениот Шакир Војвода, прилепски пиреј од јуначка почва. Во душа човечиште, а в срце романтичар. Глумец, уметник, боем. И како што ни рече тој, шоуто мора да продолжи, а тоа продолжува со меката страна на Прилеп, онаа што ќе ве стопи, продлабочи и инспирира. Неслучајно одовде се изродиле дела, ликови и песни со кои денес градот се наддава и мечува на полето на уметноста. Шлагфорд на оваа одисеја за градовите и јунаците и нивниот мастрав се зборовите врзнотите на нашиот Есенин. Секогаш брилијантен во секоја улога и најдобар во онаа да се биде свој, Марин Бабиќ. Најголемите заводници на македонската не сцена, не. Како не, сега твоите радиопрограми и радиоемисии нешто друго кажува. Моите ночни програми, и господи Боже, кај ме враќаш 1000 години назад. Значи Марин Бабиќ, што ќе кажеш, радиоводител и радиоемисии и женска популација. Да. Главни слушатели. Факт е дека има многу женски слушатели. Повторно заради истата причина заради која што ти говорев. Жените многу полесно ги покажуваат емоциите, ги споделуваат своите емоции, отколку мачомените. Ја да плачам, ти мене ќе ми кажеш будало една. Сега кој ќе ти ја учукам една и така, не. Тоа е, затоа јас многу повеќе ги почитувам жените како мажите и си ги сакам жените, си ги љубам жените, затоа што се далеко поискрени, почестни и похрабри. И многу би сакал да ни се случи еднаш држава во која што ќе имаме жени на власт. Само жени да владеат. А ние да си седиме во кафана и да не оставаат глупости да правиме. А вистина ли е, како прилепчанец, дали е вистина тоа дека фразата уствари пази се од жени прилепчанки? Нема да ми веруваш. Нема никој да ми верува од аудиториумот кој што ме следи, кој што ме слуша, дека јас девојка прилепчанка сум немал. Сум имал симпатии, меѓутоа девојка во вистински зборот на вистинска смисла на зборот сум немал. Така да немам искуство. Најопасни биле. Иако сум го чул тоа. Онако, меѓутоа генерално во кој град и да појдеш. Сега ти викаат кај најдеме да земеш од овој град жена. Имав еден другар кој што се ожени со струмичанка и куварот од една кафеана, ние седиме, прославуваме, доаѓа куварот, вика, што славите, бе? Викам, го оженивме човеков, за кого? За не знам. Од кај е таа? Од Струмица.
Абе, будова еден јас од струмица ни вода не пијам, тој жена зема. За секој град е истата приказка. Меѓутоа, прашање е за машите дали има нешто. Па не знам, ние за жените се фативме, бидејќи си еден од експертите за таа популација, пак уште ќе те држам за ради емисијата. На што најмногу жените, на што се должи твојата популарност кај жените? На твојот глас или на разговорите, или на твојата емотивност? А прво ќе мора нив да ги прашаш. Сигурно си разговараш. Јас мојот глас не си го знам. Јас стварно не знам каков ми е гласот. Го сметам за нормален глас, ништо повеќе. Меѓутоа, од многумина сум слушал дека гласот ми е и така натаму, и така натаму. Не знам, веројатно, најверојатно. Многу си скромен. Не, само нормален сум. Јас знам дека сега исто и на Огнен Јанески, мојот внук, водител од 24 вести. 24 телевизија не е повеќе вести. Исто паѓаат. Фактички мојата клиентела, која што била помлада во тоа време, сега е клиентела и на Огнен. Најверојатно гласот си го прави своето, насмевката си го прави своето, на крајот на краиштата и љубезноста, и трпението да го изслушаш некој. Затоа што некој да ти се јави на радио и да ти раскажува интимно, па дури да ти го каже своето име, вистинско име, значи дека стекнала доверба во тебе и може да ти се исповедаат. Тоа е ноќна програма на осамени луѓе. За осамени луѓе. Луѓе кои што нема со кого што да споделат, нема на кого да му се исповедаат, нема со кого да се гушнат, нема со кого да се бакнат. Едноставно осамени. Си изгубили таа магија на радиото? Да. Со текот на времето? Таа магија, интернетот, јутјубот и такви работи. Луѓето сега полесно им е статус да напишат на Facebook отколку да се под лажни име и да лажни чувства да прикажуваат и така натаму. Јас не верувам и веќе Фејсбукот скоро и да не го отварам. Да го користам. Кога сме кај осамените, ќе ти раскажем една кратка приказка која е многу интересна. Бидејќи сум волк самотник и не прифаќам некој да ми одредува датуми во животот, така не прифаќав и нова година дека е на 31 декември. Нека ми објасни некој, нека ми каже логично зошто е на 31 декември, за да го прифатам тоа и да сватам дека е така. И со мојата колешка од радио, покојната Радица Величковиќ, се договоривме да ставиме нова година на 29 јануари и да правиме ноќна програма од кафеана и да ги поканиме сите осамени душички да дојдат да ни се придружат. Немаше плаќање цена, немаше, обезбедивме спонзори, кетеринзи, чуда враги и се од таа кафеана. И меѓу другите беа поканети Сашо Гигов Виш, Дади Ангеловски, Бог да го прости, беше поканет, беа поканети уште некои други, меѓутоа Гиш е најбитниот во целава приказка. Гиш се појави точно во 12 часот. Кога сите во кафеаната, што беа, а кафеаната беше преполна, и се гушкаат, се бацуваат и се честитаат нова година. И Гиш влегува и го гледа наврата, се прекрстува. Зона на самракот. И вика, Боже Господи, кај попаднав. Што ми се случи? И таа ноќ ми се случи на друга работа, влегува една, се гледа дека била убава жена,
Меѓутоа самена, а јас имав обична ноќна програма која ќе пуштав обично пуштав и едно од нештата кои што ја привлекуваше мојата публика беше музиката. Беше многу селективна одбрана, евергрин музика, сентиш и така натаму. Изимав обичај да кажам дека не седете, станете, затанцувајте. А ако немате со кого, грабнете ја перницата, гушнете ја и танцувајте со перницата. И доаѓа таа слушателка, брата, не ја знаев кој ден денеска, ако нема да кажам кој е. И од врата јас ја ги дочекувам како домаќин гостите, и вика, јас вас вечерва ќе ве убијам. Зашто ќе ме убиете? И ми кажува, вика, се вртам да барам со кого, немам со кого. А ми викате со перницата да танцувам. И таа вечер се запозна со уште еден осамен човек и им бев кум на свадбата. Без зборови. Па после зашто Марин Бабич бил заводник, главен фраер. Таков сум, а? Не мислам дека сум бил главен фраер, дека сум бил голем заводник. Едноставно сум се однесувал многу нормално во животот и многу едноставно сум се обидувал да се однесувам. Никогаш не сум глумел величина, никогаш не сум се... Морам да внимавам на телевизија сум, да не кажувам зборови разноразни. Со пип ќе го направиме. Добро, не сум, едноставно многу луѓе ми го забележале, тој и ми рекла, дека господине Бабич, вие многу нормален човек сте. Викам, што сакате, викам, на раце додам? Што треба да правам? Нормален сум. Едноставно затоа што се занимавам со професија која што ја обожавам. Глумата, театарот се мојата прва љубов. И таа ќе остане до крај. Сцената ќе остане прва љубов. И се ми е нормално во живот. А за жените и за љубовта, овде се разговара, така? Добар мастров. Не да е мастров, тој е мастров и муавет бара. Градот под марковите кули, што некогаш го чувал историско-епскиот крал со интернационална популарност. Крал кој си го присвојувале за свој заштитник и соседните земји во митовите, легендите и преданијата. Кај што одел, оставал траги, од тука Маркова нога кај граничниот премин со Грција, Маркова дланка над зидот од црквата Свети Андреја во кањонот Матка, Марково крувче и други, но секогаш прв ќе биде неговиот дворец над градот под марковите кули, фасцинантниот спој од карпестиот релјеф и зидините на една од најголемите тврдини на Балканот. Од тука Пелагонија е пред очи како на тепсија, што значи увид на сите поважни правци и одлична геостратешка позиција од највисокиот од 4 врвови, чардакот на Марко Крале. Овде, на овој споменик на природата, цар Самуил според записите на Јован Скилица ја дочекал и трагичната вест за ослепувањето на војската по Беласичката битка во 1014 година. Од тогаш до денес, врвовите ја смениле својата функција. Наместо својство на заштитен бедем, денеска овој импозантен релјеф нуди манастирски туризам, болдеринг, алпинизам, велосипедизам или байкинг, параглайдерски летови. И летови со фантазијата и мислите,
кои можат да ве однесат далеку во уметноста на филмот, зборот, звукот и стихот. Го погодивме местото? Јас си го знам ова место. Дали готвиш за своја душа? Да, мислам не готвам само за своја душа, готвам и за други. Добро. А за своја душа што сакаш да се изготвиш? Покрај други. Сега ќе ти кажам едно јадење, бидејќи сум по турско влијание, Добро. се вика менемем. Еменем. Менемем. Добро. Менемем. А тоа е ништо друго, освен летна манџа, или миш-маш, или како сакаш наречи го. А тоа е мешавина на пиперки, домати, лук, магденос и јајца. Тоа ми е омилено јадење. Други нешто од само. Може само на летна манџа од прилепси. Мора да има уште нешто што знаеш. Месо да не можеш да спремиш. Па маш. Види, кај месото, главната филозофија е кога го спремаш месото, Што пиење имаш од месо? е да не го солиш месото Добро. кога го спремаш. Само тоа е филозофијата. Затоа што солта му ја собира течноста на месото и го прави суво. Тоа е. А од месо какво сакаш можам да спремам. Знам кај маваш ти. Знам кај маваш. Маваш на Прилепскиот чувен специалитет. Маваш на ширден. Цело време вртам во круг. Те ја прочитав, Машко. Знам дека маваш таму. Да, Знам подготвувам. те пушко кад си пиштот бува. Подготвувам и ширден. Знам и знам дека 2 пати годишно јас имам обврска да правам ширден и толчени пиперки за одреден круг на луѓе кои што го чекаат тој момент и јас го чекам тој момент не заради ширденот, заради луѓето Добро. и го правам со големо задоволство. Како беше мастрафот за ширденот? 4 или 5 врсти месо. Добро. Теа се потребат. Јагнешко, свинско, јунешко, бели бубрези. Ако не знаеш што се бели бубрези, да го преведам. Тестиси од овен Добро. и мелено месо. Тоа е целата филозофија на подготвувањето на месото. Тоа е целиот мастрав, Целиот мастрав. Филозофијата е тајна. Подготовката трае 4 часа за да биде готов ширденот. Тајната не е во месо, што ти го кажав. Тајната е во зачините кои се ставаат. Тие ги криете. Не ги криеме. Главниот зачин кој што треба да се стави во ширденот се вика енибар. И сега ме гледаш ти мене и се чуеш што беше тоа енибар. Некој го вика најквирц, а овие од јужниот сосед, што се нарекуваат грци, го викаат пимет. И стално било проблем кај да се најде енибар, кај да се најде еден од јужниот сосед, ми кажа дека тоа е всушност пимет. Кај можам да го купам? Па вика во секој маркет. Не Јасно, мора. јасно, да. Го има и така да тој е еден од зачините. Мене приепчени може ќе ми бидат лути, кој ќе кажам дека јас во ширденот ставам и лук, ставам и бело вино. Многумина ќе ми караат мајка сега која ќе гледаат ова. Меѓутоа, мене ме научи, ми го предложи тоа, да виното да го ставам. Мојот колега, драг пријател, како роден човек мој,
Ана Састановски таше. Најобавиот ширден го имам спремено кај него дома и тој ми предложи, вика, татко ми, а шо велиш малку бело вино да му клајме на сето ова што е немазијан. Може шмек само да му да. Му кладовме бело вино и излегоа ширдените прекрасни, најубави на свет. Ширденот е многу малкумина знаат. Тој е персиски специјалитет, донесен преку кој, ако не преку османлиите ваму, само е збогатен со свинското месо кај нас. Шо е ова? Прилепски ширден. Немој да ми кажеш дека е ширден. Овде има за пола прилеп. Па и трофазла. Од половина прилеп. За ова правиме муабет. И тие најдобро знаат, најдобро знаат куварот, готвачот натре, најдобро знае колку време се спрема и колку труд треба да се вложи за тоа да биде Како треба. така како што го личи. Јас се договорив со еден од вашите колеги келнери да ми донеси пиво, Едно точно. ама во ваква чаша. Ова попечено што е? Исто е попечено за мене. Да. Се гледа дека не е прилепчен и си не знае. Не, ама гледам дека едното е по, другото помалку, викам, ајде да си прашам. Еве да ти кажам дека и ова е од оваа страна така. Добро. Тоа е тајната што кога ќе бидат Скопјани, кога ќе дојдат навака, ништо не знам. Не, овде не се скопјани, овде се скопјанишча. Добар апетит. Да сте ми живи и здрави. Хвала ви. Чекай, мора да пробам, па ќе продолжиме со разговор. Ми отвори апетит, мора да ти признам. Како го објасни Морам да ти кажам дека прв пат јадам во ресторан во Прилеп ширден. Ете. Ти прави ке? И ми прави голем кеф, бидејќи е направен горе-долу со сите нишани како што јас го правам. Отивам јадено и на друго место во Прилеп ширден, 2 пати, кој што бил чиста превара. На здравие. Убав. Било ми е што ти се допадна. Убав, навистина убав. Прилеп е економски јунак на полето за надпревар на индустриите, кој галопира кон стабилна иднина и перспектива. Освен што е град на пивото, тутунот, скарата, конфорот и кондиторската храна, тој е семејство од брендови кои се моторот на неговата економија. Да се има квалитетен тутун, храна, пијалок, мебел и туристички капацитет со алтернативни дестинации во околината полна со знаменитости и чуда на природата, значи предизвик за младите прилепчани да останат во својот крај и да му се посветат со своите амбиции. Овој фестивалски град со Пивофест ја одржува својата традиција на град во кој има забава. Самиот настан е промоција кој гради меѓународно реноме. Уште од своето основање во 1924 година па до денес Прилепска пиварница го подобрува квалитетот на своите постојани производи и создава нови. А и во старите и новите
Летата, дружбите, фудбалот, филмовите и песните се ексклузивни, бидејќи се паметат по желби и здравици. Пивото реже и освежува како што тоа го прават добрите спомени. Прилеп е здрав град, затоа што постојано наздравува. Без малку, веќе половина, тутунскиот комбинат е синоним за ориентален тутун и ризница на видови цигари. Уште од основањето на 1873 година, оваа компанија одржува континуитет и служи за пример на општествена и социјална одговорност, со поддршка на културните манифестации, соработка со детската амбасада, хуманитарни акции и придонес во развојот на земјоделието, спортскиот и културно-уметничкиот живот. Заедно со комбинатот, другите економски витези, Витаминка и Прилепска пиварница, создаваат услови за модерен и технолошки напреден град, од кој може да се учи за стандардот, технологијата и брендирањето. Тие имаат мисија да го свртат вниманието на светот со вкус, препознатливост и квалитет. И успеваат. Витаминка со својата богата палета на производи ги спои сите генерации во својот свет на вкусови. Од фабрика за производство на мелен црвен пипер, стратешки го изгради својот пат кон успехот и стана лидер на прехрамбената индустрија на македонскиот пазар. Со цврста позиција дома и присуство на странските пазари со пласман од околу 45% од своето годишно производство во околу 30 земји во светот, таа несомнено му нуди перспектива на градот. Но она што ја заокружува приказната е комфорот и удобноста за сите овие дружби, лезети и мастрафи. А за тоа тука е Дени Мебел, кој создава амбиент и удобност за секоја прилика. Пивото, тутунот, скарата, чоколадцата и вкусните грицки си бараат удобна локација, која овде е добитна комбинација. Рековме уште на почетокот дека ќе идеме fast forward, дека ќе се враќаме напред-назад. Кај сакаш оди ќе одам Од храна потоа? ќе идеме на почетоците. Како со глума? Како дојдовме до тоа да се занимаваме со актерство или глума? Искара за актерство. Да. Се попреходно. Па ќе гледам да ја скатам приказката. Ние нешто начавме претходно, но Таткото на Владко и на Горан Стефановски беше кога ме донесоа во Прилеп, беше управник на Прилепскиот театар и пријател на татко ми и мајка ми. А татко ми беше председател на театарскиот совет на Прилепскиот театар. А јас бидејќи немав другари, немав ништо, бев страшно осамен и татко ми стално ме врескаше со него. И ме однесе в театар. Чичко Мирко Стефановски ме качи на сцена во куси панталончиња и првата реплика што ја кажав да живее човекот од Марс. Така се викаше представата. И јас после тоа си отидов дома, ме однесоа дома и си напишав на едно ливче кое што ден денеска не можам да го пронајдем, да го најдем, на кое што го напишав следното: ако не станеш глумец, ти си магаре. Среќа станав глумец. Ето. Тоа е мојата кратка приказка за моите почетоци. на тогава богата актерска кариера. Што би можел да издвоиш како еден од хайлайти како актер? Незаборавен момент, добар момент, оној кој што го памтиш најмногу од сите. Многу ќе ти биде чудно, меѓутоа една улога во која што една представа во која што бев статист. Цело тоа го чував само за себе. На нашиот шминкер Саво му реков: имаш Фигаро, имам Фигаро. Косава да ми ја направиш локни, ми ја направи. И кога се појавив на сцена со манир и со францускиот јазик, тоа беше урневе се случи. Каква диверзија. Диверзија направена. Тоа е еден од најголемите мои успеси.
од статирање да направиш лик. Главна звезда, буквално. Да направиш лик, затоа што знаеш како, лесно е главна улога кога ќе играш, имаш простор да сгрешиш, ама имаш простор и да се вадиш, да се извадиш. А овде имаш толку. Бога ми овде било... Или чај или бу, беше бу. Фала му на Господа, ми помогна Севишниот. Најтешко ми било во Солунски патрдии. Бидејќи на почетокот на представата доаѓам трезен, а треба да глумам пијан. На крајот на представата треба да бидам трезен, а јас сум веќе пијан. И целата представа само глумам. Ако. Тоа е исто драг мој лик од кариерата. Многу ми е жал дека толку неславно заврши кариерата на таа представа, бидејќи таа е една од ретките представи во Македонија која што е одиграна над 330 пати и ја симна од репертоар без никој да забележи. Без да направиме една така, малку помпа, малку прослава, да се простиме од представата, од улогата. И ден денеска ми тежи тој лик, ми тежи таа представа. Зашто ја напуштивме како сираче ја оставивме. Зашто прекинавте со глумците пеат? Стално сите ме караа како српските глумци прекрасно пеат, прекрасно А нашиве нигде ги нема. овако, а вие појма немате од ништо. И беше Ателје 212 има традиција секоја година тие прават на 1 јануар работат како келнери во српска кафана Карши Ателје 212 и цел ден ја забавуваат публиката со пеење, со скечеви, со такви работи. И баш тој ден пред представа на радиотелевизија Белград, во тоа време се уште имаше радиотелевизија Белград, одела снимка од таа. И еден комшија јас одејќи на кај представа, ми вика, бе комши, вика, бе, како може, бе, вика, гледај ги белградски глумци шо прават, гледај го Алјоша Вучковиќ шо прави, растура, пеат, вие шо правите? Бидејќи беше близко театар, драмски театар од дома, одејќи пешки, викам, зашто да не направиме и ние да направиме нешто слично? И влегувам во гардероба, во гримјорна, а бевме во иста гримјорна со Даци, со Драган Спасов, иначе моје дете, па и мој воспитаник на некој начин. И му викам, Дац, имам идеја. Шо ти е идејата? Викам, вака и вака, да се собереме глумци и да една вечер да пееме сите. И тој вика, супер, глумците пеат. И Даци е кумот на таа манифестација. Почнавме, првите 2-3 години владата не финансираше, не поддржуваше. После тоа Господ го прати Трифун Косовски. Негде на 6-та година го прати. И се додека не поддржуваше Трифун Косовски, ние функциониравме и обстојувавме. Последните 2 години, фирмата која што ја имавме, од заштедените пари од претходните години, ги потрошивме да платиме тоа што треба да се плати, банкротиравме и рековме дека толку е, глумците пеат. Интерес посакавме пред некоја година да ги обновиме, пробавме. Режисерка, кореографка од Австрија дојде. Се направивме, се подготвивме, пари од никаде не стаса и Ајде да се надеваме дека сега ќе се возобнови.
Јас Па, сум, макар и на отворено да биде. јас сум рекол дека мојата логистичка подршка према таа манифестација која што ми лежи на срце, која што сум им ја дал на моите ќерки, и тоа и го реков денеска, викам, ќерко, тргнете, јас веќе немам енергија, немам снага, меѓутоа, ако тргнете да се прави, биди сигурна дека ќе станам орел. Ако тргнат, јас сум тука. Каква музика слушаш? А каква музика уживаш? Блуз. Блуз. Македонски народни? Македонски народни песни. Многу сакам да ја слушам Сузана Спасовска. Сузана Спасовска, која што за мене е еден од ретките талентирани гласови во македонската музика. За Вања Лазарева не ќе направам муабет, затоа што Вања Лазарева е Вања Лазарева, легенда на македонската музика. Никола Бадев уживам да го слушам. Сакав, па и се уште сакам Наум Петровски да го слушам. Си потпевнуваш кога? Тимислав. Како еден од авторите на... Осте што попевнувам и по дома, него ме натера и на сцена да пеам. Така да почнав и на сцена да пеам. Уживам во циганската музика. Во циганската музика. Уживам во Шабан Бајрамовиќ, кој што мислам дека е еден од големите џез пејачи, блуз пејачи наши, кој што може во светот на Сацмо и Ела Фиджералд може да им биде само жал што не го запознале на време Шабан Се Бајрамовиќ. повеќе го обработуваат сега по последно време неговите песни. Затоа што Шабо, со кого што лично и се знаевме, и сме пиеле лично. Онако, беше големо задоволство да се биде со него, да се слуша неговата музика. Филмови гледаш? И какви филмови се гледаш? Science fiction. Бидејќи ми е преку глава од современието, кое го живеам секој ден, а во science fiction филмовите ја гледам иднината наша. Бидејќи во секој science fiction филм се појавува по некој елемент кој што веќе го доживувам во реалност. Поготово ние science fiction од времето кој што предвидувале нешто дека ќе се случи и сега буквално го имам исто со тоа. Токму тоа. Stargates, Star Treks, Македонски филмови? ми се допаѓаат пионерите на македонскиот филм. Поентата ми беше дека да не беа тие филмови немаше да знаеме дека овој регион има доста неоткриени бавени. За жал, се уште Македонија не знае дека Маријово е во Македонија. Еден прекрасен предел, едно чудо од убавина, од згриеност и такви работи, меѓутоа, тоа сме ние. По пат одам, за пат прашам. Кој пат оди Маријово? Песната прашува за село Дуње, а ние ја бараме штавица под патот кој води до Маријово преку преминот Слива. Интересни имиња за крај во кој карпите се плодови од утробата на земјата. На 18 километри од Прилеп кон Маријово, каде што тревата бега од кукавиците, а Амајлија е за јунаците, во гнездото на рожбите од магма, онаму каде што сонот и реалноста се граничат, меѓу облаците и карпите, на самиот раб од светот е штавица. Пуста, мирна и нестварна, истовремено бујна и раскошна од поинакви убавини. Како да ја насликал Васко Ташковски, волшебникот на сликарскиот надреализам. Во нејзините карпи ќе ги видите и Марко Крале и неговиот шарец. Тие се распрснати како жива околу селото, во кое времето како да застанало. Илузиите ги прекинува камбаната на црквата,
рождество на Пресвета Богородица, во чиј двор тече најчистата вода, со најмал, речиси никаков процент на метали и руди од природата. Наоколу, животот го издаваат стадата, пчелите и карпестите гекавци, карпи, сено и туткал. Тоа се композитните форми на природата и човекот, кој овде бил скромен и едноставен. Затоа е прекрасна и дива. На најголемата карпа, која се истегнала како плато, е првата вочлива црква, без врата и звоно, со надворешен фрескопис од маките на страшниот суд, толку реално насликана, што човек никогаш не би се посомневал дека е подигната за филмските сцени од пред дождот на Манчевски. Ова надреално место е нашата Аризона Дрим, малата питорескна убавина која не однесе до Холивуд. Следни проекти, кои ти се? Што планира се наредниот период? Се подготвувате ли за нешто? Сигурно има. Па сега Намирувате и намируваш. имам едно изненадување за вас. Од тука заедно и двете камери, заедно со вас, ексклузивно, ќе дојдете на мојата проба за концертот, за 3 концерти, ексклузивно, ќе ви отстапам 9 на телефон. Одлично. Ајде на здравие јадење, на брзина да каснеме да одиме да пробуваме. Може? Ајде. Ајде, на здравие. Само покрај толку жени јас ќе правам. И ќе ме сотрат еден ден чинам. Ова сакам, Убавите жени. ова сакам да го сликаш. Добро, супер. Добре, деде. Старост моја. Ти ме најде, иако се скрив. Светот има друга боја. Кога пееш, не е веќе сив. Чаша вино и гитара, лесно ќе окачиш секој вид. Толку малку човек бара, трошка љубов, за да биде сит. Погледни како светат звездите, правата моќта најубавте. Далечна музика, романтична прошетка, ние од Бога допреме сме. Премногу долго талкав осамен, чекав да дојдеш од никаде, веднаш те препознав.
Издивот ми застана како часовник на неја. Срцево ми е шести океан. По него само ти ќе патуваш. Силните бури ќе ме одминат. Продолжи. Продолжи така да ме бакнуваш. Срцево ми е шести океан. Ниједна друга не го открила. Што ке ти е копна моја најмила. Бескрајот нуди се што си сонила. Љубовта враќа онолку колку што ќе вложуваш. Продолжи. Нудна да ме сонуваш. Далечна музика, романтична музика. Отвори прозорец кон душата. Златен даб. Нов изглед. Уште подобар вкус. Активирај се со Актив, бомбони со витамин С и гуарана за повеќе енергија. Од Витаминка. Тоа беше се за оваа сезона на Мастрав Муавет. Очекувајте не од септември со нови гости, нови зафрканци. Уживајте во летото, бидете своји, љубете се, сакајте се и сакајте Македонија, зашто има многу убавини кои што ги ви ги покажеме во следната сезона. We don't need another year.